Викенд во Скала, тука е Тивко и имаме одлична можност да поразговараме на нова тема, супер популарна, а тоа е физичко или онлайн образование. Но ќе се обидам да ја ставиме во одреден контекст, тоест ќе ти поставам едно провокативно прашање. Додека студирав на Факултетот за драмски уметности, на одсекот филмска и ТВ режија, се најдов во дилема дали да ги продолжам моите студии или да направам пауза од неколку години. И имав безброј причини зашто треба да паузирам, но некако за моите колеги и професори причините немаа баш смисла, па затоа морав да извадам еден силен аргумент, а тоа е дека немам доволно финансии да го запишам новиот семестар. И моето двоумење и деструктивност ги забележа една од моите најдраги професорки и популарна актерка. Па еден ден ме повика на разговор во дворот на факултетот. И нормално, и се пожалив, немам пари, ќе морам да паузирам и набрав уште еден куп други логични оправдувања. И следниот ден додека се мотав на факултет, добив СМС од професорката и вели: оди во студентски прашања, отвори го моето сандаче и тоа што ќе го најдеш е за тебе. И нормално веднаш отидов, го отворив сандачето и внатре бело плико. А во него точно толку пари колку што и ми требаше за да го запишам новиот семестар. Ми стига СМС, Джулев отиди во моето сандаче, има нешто и земи го. Сандаче опасна приказна. Па е опасна и убаво е да зборуваме за опасни приказни. Секако. И там имаше плико, ја го отварам пликото и имаше точно финансии доволно за да го пишам ја мојот семестар. Си бил посебен студент и ти реков да не ги кажуваш тие работи таму. Да, и никогаш не сум го кажал. Зашто не ќе да се отпишеш, затоа што имам чувство дека имаш во себе потенцијал. А што се случи понатаму ќе ти раскажам на крајот од ова видео, затоа што, како што и кажав, би сакал да го поврзаме во одреден контекст. Онлайн или физичко образование. Се разбира дека и двете имаат своји предности, но овде сакам да зборувам исклучиво за важноста на физичкото присуство. Во Скала секоја настава се држи физички, но истовремено се пренесува и онлайн во живо. Значи изборот е твој, училница или дома. Сепак, она што е важно, искуството покажува дека студентите кои доаѓаат физички на настава имаат подобри резултати. Причината е, верувам, едноставна. Поголем фокус и помалку дистракција од дигитална или физичка бука. Така да ајде да забележиме. Точка број 3, ќе започнеме од назад. А тоа е фокус. Одиме со точка број 2. Всушност, ајде веднаш да преминеме директно кон најважното, тоа е точка број 1. Точка број 1 сметам дека е социјалниот контекст на физичката настава или модерно кажано нетворкингот. И ќе се обидам повторно да извоам еден личен пример. Во Скала денеска има над 80 активни ментори и половина од нив се мои поранешни професори и колеги од факултетите на кои студирав. И без тој нетворкинг, без тие контакти, менторскиот тим денеска во Скала ќе беше просечен. Но денеска всушност тоа се врвни експерти, број 1 во индустријата. И тука апсолутно сме нескромни. Но морам да додадам и благодарни. Точка број 2 ќе ја посветам на десетици други аспекти, а тоа е, например, можноста да останеш со менторот по часови, нели? Прекрасно. Или уште попрекрасно, да останеш со колегите на кафе, на пиво или на што и да е по часовите. За време на моите студии многу често по часовите останувавме до полно, ги разговаравме за филм, за фотографија, за дизајн, за визуелни уметности и комуникации воопшто. Но и многу пошироки социјални контексти. Например, помеѓу скаладжи и скаладжики, денес имаме неколку брака и неколку бебиња изминативе години. Многу студенти заедно основале собствени компании. Или некој основал компанија па вработил други студенти. Или некој се вработил некаде па препорачал негов колега од студиите во Скала. Ваква шанса онлайн не постои. И да заклучам. Образованието е многу повеќе од учење алатки и вештини.
Образованието е животно искуство. И ова е супер идеја, практично точка број 2 ќе ја пишеме како животно искуство или само искуство. И затоа верувам дека физичкото образование е клучно во раните фази, особено кога изучуваме нешто ново, кога не знаеме што точно ни е потребно. Интернет образованието или онлайн образованието е одлично во понапредна фаза, како специализација или надградба. Јас лично слушам кратки онлайн курсеви за некои нови алатки. Всушност, веќе 2 години сум дел и од една онлайн академија за менеджмент, но тоа е надоградба, не е почеток. На крајот од сето ова, интернет образованието нема да ти даде нешто многу важно. Нема да ти даде ментор кој ќе го препознае твојот талент, ментор кој ќе те насочи, ментор кој ќе те испровоцира, ментор кој ќе те мотивира. Всушност, ова е многу важна точка која најверојатно не сум се подготвил добро, ќе ја запишеме како бонус точка, а тоа е менторирање. Менторирањето е клучна алка за развој, а тоа се случува физички. И окей, одиме понатаму. И пред да продолжам со приказната за професорката и белото плико, ми сакал нешто директно да те прашам, а тоа е дали воопшто ти си подготвен или подготвена за развој? Јас во продажни разговори воопшто не верувам во финансиски проблеми. Верувам само во едно. Дали ти си подготвена? Дали ти си подготвен за промени? Дали сакаш да вложиш време, енергија, повторно да учиш? Минатото лето се скарав со една кандидатка при упис на Академијата за дигитален маркетинг. На прашањето мое зошто сака да се запише на оваа академија, таа ми одговори па затоа што е лесно и има работа. Ја бев супер бесен. Ја прашав кој факултет е полесен, музичка академија или медицина? Таа одговори музичка академија. Па ја прашав уште нешто. Ако денеска и јас и ти отидеме на приемен испит на двата факултети, дали ќе го поминеме приемниот испит? Се разбира дека молчеше затоа што и јас и таа немаше да го поминеме приемниот испит и ваму и таму. Зошто? Затоа што тоа не го сакаме. Затоа што немаме желба или немаме талент, како сакаш кажи го. Работите се лесни кога ги сакаме. Работите се пеколно тешки кога не се во наш интерес. Ја завршив средно архитектура, немав храброст да се запишам средно уметничко, па си реков, окей, архитектура е супер, таму има цртање. Единственото цртање во тие 4 години беше што ни дозволија да цртаме графити во школскиот двор. А се друго беше математика, геометрија, статика, хемија, физика, ужас. И едва завршив. Имав среќа што класната имаше разбирање за мене, па некако ми помогна во тој процес. И навистина едва го завршив средното образование. Заведнаш потоа, на факултет, на моите студии, во генерација од 160 студенти, уште првата година бев прогласен за студент на генерација. И зошто? Па затоа што тоа го сакав, не затоа што беше лесно. И затоа е клучно во што вложуваш време и љубов, а не пари. Парите најчесто се само изговор, но оние што немаат храброст да се променат. И по време е да продолжиме со приказната. Верувам дека изградивме контекст. Сетете се на онаа слика, јас стојам во студентски прашања пред сандачето на мојата професорка и држам бело плико во рака со доволно пари за да го запишам семестарот. Во тој момент сватив нешто многу поважно, дека финансиската пречка и никогаш не беше вистински проблем. Проблемот беше што јас не бев подготвен. Не бев сигурен дали на вистина сакам да продолжам, дали сум подготвен да се соочам со предизвиците што доаѓаат. Тие пари беа повеќе од финансиска поддршка. Тие беа тест. Дали на вистина тие беа проблем или беше само изговор.
Сепак тоа беше изговор. Јас таа година не ги продолжив студиите. Се разбира дека мојата професорка беше разочарана. Не зборувавме неколку години. Се до оној ден кога и повторно се вратив на факултетот, нови пат со поинаков став, подготвен за развој. И затоа денес сум тука да ти го поставам истото прашање. Ние во Скала ќе ти нудиме ресурси, знаење, можности, алатки, ваучери, стипендии, но дали ти си подготвен за тоа? Затоа што најголемиот предизвик не е што можеш да добиеш, туку дали си подготвен да го искористиш. И да, не е лесно, за почеток треба да дојдеш, да се запознаеме, а подоцна ќе треба да доаѓаш цела година во континуитет, физички, а не онлайн. Јас сум Дејан Џолев, основач и CEO на Скала, каде што изминатите години им помогнав на стотици дизајнери, видеографи, фотографи, дигитални маркетери да ја започнат својата кариера во креативните индустрии. Доколку сакаш да се запознаеме и да поразговараме еден на еден, имаш можност за тоа, верувам дека можам да ти помогнам за твоите кариерни дилеми. Закажи средба на линкот од ова видео. Време е за будење, одиме скала по скала.